Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, кое денеска е посветено на прославата по повод денот на основањето на Укло 25 април. Со низа настани, обоени во боите на Европската универзитетска алијанса Колорс, минатата недела Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола го одбележа денот на своето основање 25 април. Активностите, поврзани со најновата промоција на Укло под мотото Корени и крилја, Европска диплома дома, како одраз не само на љубовта кон основите и традицијата, туку и амбицијата на младите, кои ги именуваме како Колор Juniors, кон нови височини, со знаења, креативност и иновации. Деновите беа исполнети со голем број активности со цел пред граѓаните, средношколците, студентите да се прикаже Укло како водечка високообразовна институција во југозападниот регион на Македонија. Прославата започна на 24 април со историски час за Македонското научно друштво Битола, на кој истакната улогата на Македонското научно друштво во развојот на македонската научна мисла и длабоката поврзаност со Укло. Одржана и промоција на доктори на науки, пошто активностите продолжија во колаборативната мобилна зона на Широк Сокак и со Колорс работилници во Коспейс просторот во студентскиот информативен центар, со бројни интерактивни сесии со фокус на иновативни образовни модели кои произлегуваат од соработката во рамки на Укло Колорс. На истите присуствуваа високите представници од Алијансата, професор доктор Хаике Траутман, новоизбраната председателка на Колорс, директорката доктор Анете Клинкерт и доктор Крис Шатка, одговорен за квалитет на активностите во Колорс Алијансата. Истиот ден, менеджментот на Укло ја одржа и традиционалната средба со директорите на средните училишта од регионот. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено се задржуваме на централната свеченост по повод денот на основањето на Укло, која се одржа на 25 април, кога во рамки на четвртиот отворен ден на Укло и пријателите се реализира панел дискусија Корени и крилја, Европска диплома дома, во која учесниците ги споделија своите размислувања и искуства за значењето на образованието и иновациите во нашата Укло Колорс заедница и перспективите на Алијансата како Европски универзитет на иднината. На настанот присуствуваше комплетното раководство на Укло, декани и директори на единиците на универзитетот, професори, пријатели на Укло, гостите од Колорс Алијансата и секако студенти. Ним на почеток им се обрати ректорот на универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, кој поздравувајќи ги рече: Како што сите знаеме, Универзитетот Свети Климент Охридски прославува два свечени настани секоја година. Главниот академски настан, тоа е чествувањето на нашиот патрон, Свети Климент Охридски, а денот кога е формиран универзитетот во 1979 година, го одбележуваме со тематски отворен ден. Ги повикуваме на овој ден преди се средните училишта, со нивните професори, индустријата, заедницата, да ги споделиме нашите видувања, да ги направиме широко достапни вредностите на универзитетот. Оваа година темата е Корени и крилја. Што тоа значи? Преку квалитетно образование да им дадеме можност на младите кои матуранти да останат на своите корени, на своите огништа каде што се родени, заедно со своите фамилии да придонесуваат за развој на општеството во кое се родени. Но ние нема да ги задржиме само советувања, празни зборови или не дај Боже рестрикции.
Ние ќе ги задржиме само ако им дадеме квалитетно образование, европско образование и можност за личен и професионален развој. Ако им дадеме крилја. Затоа темата е корени и крилја. Но бидејќи имаме панел дискусија, да не должам многу, се заблагодарувам уште еднаш и срдечно ве поздравувам. Останете со нас, по музичката пауза ќе пренесеме акценти од панелот Корени и крилја, Европска диплома дома. Учесници во панел дискусијата Корени и крилја, Европска диплома дома, која се одржа на 25 април во рамки на прославата по повод денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, беа ректорот на Универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, градоначалникот на општина Битола, доктор Тони Коњановски, академската раководителка на УКЛО Колорс, професорот доктор Рената Петревска-Нечковска, директорката на Колорс Алијансата, доктор Анете Клинкерт, председателката на Алијансата, професор доктор Хајке Траутман и директорката на Средното општинско училиште Цар Самуил Одресен, господјата Динче Кочевска.
Тие, под модераторство на проректорката на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, ги споделија своите размислувања и искуства за значењето на образованието и иновациите во УКЛО Колор заедницата и перспективите на Алијансата како Европски универзитет на иднината. Заклучните иницијативи кои универзитетот ги превзема за да УКЛО дипломите бидат препознатливи и ценети во Европа, зборуваше ректорот Неделковски. Живееме во некое време на превари, на табели, на ранг листи, на симплификација и последните 10 години во Македонија сме сведоци дека главна акцент кога се зборува за универзитетите е рангирањето на кое место сте, како да е Лига на шампиони, а не како да е поделување на знаење. Но ако е некој мерило, ќе започнам од тука. Универзитетот минатата година прв пат се појави на Times Higher Education листата. Во делот на импакт, тоа е влијание. Како втор македонски универзитет, постам нормално големиот универзитет Свети Кирил и Методи од Скопје. Тоа го спомена и нашата председателка, професорката Мартана Силјановска-Давкова, која беше на чествувањето на јубилејот минатата година по повод патрониот празник. Ако е тоа на некои други ранг листи како Webometrics, имаме раст од 1500 места, на Едурант сме второ рангирани во државата. И имаме исто скок на светско ниво од околу 1000 места. Ако е тоа некое мерило за квалитетот на дипломата, а по моје цврсто убедување не е, али кога јавноста тоа го бара, сигурен сум дека универзитетот дава квалитетни дипломи. И знаење. Втората работа, која сакам да ја споменам и која го промени ликот на универзитетот е Колорс Алијансата. Колорс Алијансата отвора можности на нашите студенти преку учество на различни модуси на соработа. Популарни се тука така наречените ВИП-ови. Сигурно академската раководителка на кадрот на студентите ве бомбардира. ВИП има вамо. Тоа се blended intensive програм кои што се краткорочни престои на студенти на еден од партнерите во Алијанса. Веќе нашите тимови работат на усогласување на системите, електронските системи на универзитетите, да, веќе студентите во, можеби од наредната година, можат да избираат предмети, комплет да ги слушаат на еден од партнерските универзитети од Алијансата. Започнати се активности, верувам до крајот на првиот период на финансирање на Алијанса, кога се дискутира и формирање на посебен правен ентитет, дека студентите ќе можат да добиваат двојни дипломи. Ова е уште една потврда за квалитетот на знаењата и дипломите како сертификат за знаењата. Ако бидат прифатени од реномирани универзитети, како што е германскиот Падербург, италијанскиот Ферара, францускиот Леман, хрватскиот Осијек, од Шведска, од Полска, од Латвија, тоа значи дека нашите студенти се рамо до рамо во знаењата со своите европски колеги. И на крај, како потврда на вредноста на знаењето што го добиваат нашите студенти и општината. Кога дававме изјави, градоначалникот ме подсети
дека нашите мандати почнале тука за помалку разлика од една година. И од тогаш нема, што се вика по-битолски, не сме разделени. Нема настан на кој не дошол градоначалникот, јас не сум пошол или некој од преректорите на настан на општината. Општината дава стипендии за пракса на нашите студенти. Не само битолска, и Прилепската, имаме и со некои други помали општини. Ова не е случај. Општината и градоначалникот лично сигурно препознаја дека УКЛО-1 е еден од столбовите кој може да ги задржи младите луѓе тука на своите корени и затоа остваривме ваква соработка, зашто јас и лично ми се забавам. Општина Битола е асоциран партнер на УКЛО во алијансата Колорс. Градоначалникот Тони Коњановски на панел дискусијата ја истакна зголемената соработка меѓу локалните власти и универзитетот, која се гледа преку организирањето на заеднички настани, активности кои се видливи за јавноста. Учесници сме на заеднички конференции, работилници, обуки кои се реализираат под капата на УКЛО Колорс. Востановена е платена летна пракса за студентите на УКЛО, која продолжува и оваа година, рече Коњановски и нагласи. Нешто што исто така заедно промовиравме или, како да кажем, испреплетени се велам со оглед на тоа дека младите луѓе се членови на локалниот младински совет, функционира од 2022 година како едно тело помошно, консултативно, како сака да кажете го, на вистинскиот совет на општина Битола. Целта на локалниот младински совет да биде тело кое ќе препознае дел од младинските иницијативи, младинските политики, да ги охрабри младите да се вклучат во носењето на одлуки, во носењето на политики, да се инволвираат едноставно, зашто да не оставаме политиката, она што кажуваме на некои други кои од страна ќе ни ги решаваат работите, едноставно тие да се заинтересираат, да се вклучат, да ги истакнат своите проблеми и со заеднички наши теми да учествуваат во работата на условно кажано вистинскиот совет, да ги дадат тие иницијативи, да постават прашања, да постават иницијативи кои советот ќе ги усвои, едноставно да се вклучат малку политички, ако можеме така да кажеме, во работата на градот, на локалната самоуправа. Зошто велам, универзитетот, бизнис секторот, волонтерското делување, младинскиот совет се елементите кои треба да ја создадат една заедница, да ја докомплетираат во тој еден мозаик и едноставно да ни дадат и нас на повозрастните теми за кои можеби не сме ги согледали или не сме били доволно свесни за тоа. Да кажам дека локалниот совет за волонтерство функционира од 2018 година, исто така со промовирање на тие волонтерски активности кои сме ги позаборавиле годините уназад, зашто возрастните генерации знаат дека такво нешто беше на времето многу препознаено и едноставно младите луѓе сакаат да учествуваат и ден не сакаат уште повеќе. Тоа се дел од работите кои заедно ги правиме. Можеби уште некоја иницијатива која заедно во периодот кој следи ќе потекне токму од универзитетот или од младите. Младинскиот центар функционира неколку години исто. Велам, тоа се луѓе, тоа се млади студенти, ваши, наши на универзитетот. И ако на сето тоа го ставиме она што велиме под капата во соработката со Колорс, добиваме европски вредности, искуствата кои тие ќе ги видат напред по 9 универзитети на ова семејство, ќе ги примениме овде, ќе добиеме нови иницијативи, нова надеж за младите едноставно да профункционираат тука. Мене ме радува што градот се уште има млади луѓе, има луѓе кои си ја сакаат ова средина, овој град, државата и велам, нека го соберат, нека ги расшират крилјата, она што ќе остекнат овде, она што ќе остекнат низ Колорс алијансата и било каде во светот да го применат овде дома, кај нас. На панел дискусијата се зборуваше и за заедничките искуства и важноста на взаимната соработка на УКЛО со средните училишта, но за тоа по музичката пауза. Останете со нас на 20:08. Рече ке ме сакаш
Dor si živ, reče ke me čuvaš во свој film од туги до пири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Како јас, овој живот слика се во нас, Сакам да те викам, мојот сон, сакам да те чувам цела ноќ. Никој како јас, знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти, душа мори во мој миг, пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Како што кажавме на панелот Корени крилја Европска диплома дома, кој се одржа во рамки на прославата по поводенот на основањето на УКЛО, присутни беа и представници од средните училишта во регионот, од кои доаѓаат новите генерации студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Колку соработката со УКЛО може да помогне за реализирање на потребите на средношколците, беше прашањето на кое одговор даде директорката на Средното општинско училиште Цар Самуил Одресен, господјата Динче Кочевска. Првично средношколците прв проблем кога завршуваат, значи следното образование кое што треба да зачекорат е високото образование, каде што нивните цели треба да бидат исполнени. Во многу разговори на часовите на работилниците кои што ги одржуваме, еден голем број од учениците првично сакаат образованието кое што сакаат да го продолжат, насоките, смеровите да им бидат во близина. Значи да не патуваат долго, да немаат трошоци, но сепак да имаат во околината факултет каде што тие ќе завршат и ќе останат тука со цел можностите кои што ќе им бидат пружени
навистина да можат да се остварат. Затоа што сите знаеме дека во ова време, каде што инфлацијата си оди нагоре, учениците, не може да си овозможат повеќе средства за учење кон поголемите градови. Втора работа. Кога станува збор за одредени смерови, учениците излегуваат и завршуваат пространство. Ние, како средно општинско училиште, чесно и гордо го носиме името на само и секогаш го оправдуваме на големите меѓународни надпревари каде што добиваат учениците први награди. И се соочуваат со знаењата кои што ги добиваат и од европските метрополи. Она што е конкуренција кај нив е универзитетите да бидат поотворени кон нив, она што го сакаат тие како нови смерови да имаат повеќе практична настава и практичната настава по завршувањето секогаш да води плод кон прво вработување. И каде во државата? Доколку не се случи тоа по дипломирањето, верувајте, наредните години секој си го бара патот и кон успехот и кон екзистенција. Членството на УКЛО во Европската универзитетска алијанса Колорс и можностите што алијансата им ги нуди на студентите беа фокус теми на панел дискусијата Корени и крилја Европска диплома дома. Веќе година и пол Колорс действува на трансформативен начин внатре во УКЛО и во заедницата, изјави академската раководителка на УКЛО Колорс професор доктор Рената Петревска-Нечковска. При тоа нагласи: Би сакала, јас конкретно да се осврнам на два нови моменти. Иницијативата Colors Juniors и нашата кампања Корени и крилја Европска диплома дома. Иницијативата Colors Juniors е нешто што го воспоставивме ние како УКЛО и сега веќе се шири низ целата алијанса. Кулците на Colors Juniors започна во УКЛО FM со радиоемисии на деца и на нашите деца и младенци, менторирани од стручните кадри на УКЛО. И всушност од тоа, од радиоемисии, продолживме со креативни видеа, кампањи, рилси, промотивни видеа кои што достигнуваат илјадници гледања, прегледи и сето тоа правено од страна на младите, на децата и младите, а оформувано од страна на возрастните. Зошто тоа се совпаѓа, бидејќи алијансите имаат за цел, за мисија да ги задржат младите дома во своите земји, да действуваат и да ја градат својата иднина. Тие млади, Colors Juniors-ите, всушност го зборуваат својот јазик со својата генерација. А од друга страна, кога алијансата ќе заврши со почетно действување после првите 4 години, токму тие основци и средношколци ќе бидат првите што ќе тропнат на вратата за запишување како идни студенти, на двојните дипломи, на најразличните иновативни методи на кои што ќе ги оформиме студиските програми во алијансата. Така да тоа ги аргументира и сите овие нови иновативни иницијативи во Colors Juniors кои што се шират веќе и со другите партнери. Корени и крилја Европска диплома дома е само еден од начините на кои што ние се трудиме на сето тоа да му дадеме содржина. Покрај традиционалните начини на кои што ги контактираме средните училишта, ги посетуваме, правиме промоции на студиски програми, отворени денови и слично, оваа содржина веќе ги повлекува и ги става во акција, во действување. Така градат компетенции и младите, джуниорите, тоа се децата и младинците, така градат компетенции студентите и сите сме заедно, да не речам како семејство кој што ги гледа своите потомци. Председателката на Колорс, професор доктор Ханке Траутман, импресионирана од действувањето на УКЛО како дел од алијансата. So let me say that we are really impressed of the commitment and enthusiasm we are seeing. Многу сме изненадени, позитивно изненадени од посветеноста на УКЛО. УКЛО е навистина значаен сегмент на Европската алијанса. Гледаме многу ангажман на сите инволвирани, на сите стейкхолдери, на сите вработени, на сите студенти, се разбира и на раководството. Мислам дека имавме многу успешна година во Colors и се надевам дека ќе продолжиме ваква година. Сега се обидуваме да ја направиме алијансата Colors одржлива и да возможиме финансирање за подолг период, отколку предвидено. To make it long lasting. Доктор Анете Клинкер, директорка на алијансата,
појасни како делува Colors и каква е неговата визија. So, Colors is one of 65 European university alliances, and we are very happy that North Macedonia. Многу ни е мило дека Colors е една од 65 алијанси на европско ниво, а во неа се вклучени 55 стейкхолдери, партнери од сите области, од култура, од образование, и многу ни е мило што дојдете. За да се соочиме со овие предизвици, ние ги гледаме универзитетите како една тврдина од која треба да излеземе и при тоа да користиме бродови кои што ќе ги поврзат океаните кои што се наоѓаат помеѓу нас, многу карактеристични, посебно карактеристични за времето во кое што живееме. Многу ни е мило што УКЛО ги користи младите сили, дури од средните училишта и после тоа на универзитетите, за да ја овозможи идејата на европските алијанси и се грижиме да оставиме иднина за нашите идни генерации. Proud to have you here shaping this new generation of Europeans working together. Со позитивни импресии, доктор Крис Шатка, одговорен за квалитет на активностите во Алијансата Colors. I'm very impressed so far. UCLO has Импресиониран сум, УКЛО се представи како посветен и партнер кој што е еднаков на сите останати во Алијансата. Видовме многу уникатни, единствени и креативни пристапи, посебно со вклученоста на помладата генерација, а исто така и различните стейкхолдери. Иницијативите кои што ги видовме се значаен придонес за нашата алијанса, не само за сега, туку и за тоа како алијансата во иднина ќе се развива. period and even beyond. Време за плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање, пато сега лесен е. Те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе.
Еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено, уште да кажеме дека во рамки на прославата по повод денот на основањето на Укло 25 април во Юроп Хаус во офицерскиот дом во Битола, по панел дискусијата Корени и крилја Европска диплома дома, се одржа и работни сесии по методот на World Cafe, на кои се поттикна продуктивни дискусии за клучните области кои се важни за Универзитетот Свети Климент Охридски и неговата врска со Алијансата Colors. Во овој сегмент, студентката Катерина Стојковска беше промовирана како талент на Укло, чиј ангажман во наставните и во наставните активности е забележителен, вклучително и придонесот во Colors. Присутните исто така има можност да проследат изложба на дела од конкурсот за средношколците од државата Корени и крилја со бројни мултимедијални, литературни и ликовни творби. На присутните средношколци им беа доделени пригодни награди и сертификати за учество, при што се најавија и нови активности на иницијативата Укло Juniors. Одбележувањето продолжи со пријателите на Укло од фондацијата Преда Плюс. Се одржа панел дискусија «Жените во енергетиката» за жени во досега машки доминантни професии, што беше и добра прилика за поврзување на младите со индустријата. Одбележувањето се заокружи со рекреативен настан Укло Вело, Укло Марш на 26 април. Тоа беше организирано движење пеш или со велосипеди до манастирот Свети Атанас кај местноста Смолево. Раководството на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, предводено од ректорот професор доктор Игор Неделковски, со задоволство посочува дека со богатата програма и учество на значајни академски и институционални партнери од земјата и странство, Укло уште еднаш ја потврди својата улога како носител на академско лидерство и чинител во европеизацијата на македонското високо образование. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Господине, гледам имате цркви со златни кровови, но мојот народ е најбогат на свет, со песни, вино и пријатели. Драга Господјо, кај вас сонцето, од 4 страни гре топол зрак, но не потопло од срце мајчино, што желно чека да и прејдам праг. Само дома си е дома, ми шепне секој друм, и каде и да одам, во мисли таму сум. На велик ден штом звона забијат, милион звезди горат за Македонија. Убавице, ти ми нудиш се да останам и да заборавам, но едни очи две ме исплакале и брзам солзи да им избришам. Само дома си е дома, ми шепне секој друм, и каде и да одам, во мисли таму сум. На велик ден штом звона забијат, милион звезди горат за Македонија. Само дома си е дома, ми шепне секој друм, и каде и да одам, во мисли таму сум. На велик ден штом звона забијат, милион звезди горат за Македонија.
Само дома си е дома, ми шепне секој друм. И каде и да одам, во мисли таму сум. На велик ден штом звона забијат, милион звезди горат за Македонија. Само дома си е дома, ми шепне секој друм. И каде и да одам, во мисли таму сум. На велик ден штом звона забијат, милион звезди горат за Македонија. Укло ФМ, Битола, април 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk